Sinovi Božji, so naslednici. Pesem je pa to što velikom životom, balkumina glavna odjava. Ja sam dobri od kasti i ljubav obzite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Hriste Bože, jaz te ljubam. Slava ti, Gospod Isuse Hrisте. Jaz te ljubam, Isuse, za sekogаш во моето срце ти насели се, ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И за навек ке ти служам, ти си внатре во мене. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Денеска 8 септември, државен празник на Република Македонија, која паднатите сили и поднебесните сили на злото сакаат да избришат, а таа е запишана во Божиот катастар. Божиото слово не се брише. Татко зборува и денеска низ мене. Луѓето слават ден на Републиката. На тој ден го славам и својот земен роден ден. Роден сум на 7 септември, 5 минути пред полноќ, според зборовите на мојата мајка, и ме ставило дека сум роден на 8. Значи денеска е мојот роден ден, би требало да наполнам 63-та година роден. Сега влегувам во 60-та година. И луѓето, знаете, слават, прават, сакаат да останат млади, се борат, знаете, после 60 години, да размислиш зошто сум јас овде, што треба да направам. Дали сум задоволен и среќен? Луѓето сакаат да останат млади, се борат, се секираат, ќе падне, ќе изгуби силата, го фаќа депресија. Зошто живеам, зошто сум се родил, зошто да стареам, зошто да умрам? Тоа беше првото прашање кое ме мачеше како детенце. Еднашка го зборував тоа. Еднашка спиев 2 пати во просторија каде што умре човек. Мислам дека почина мојата прабаба, а потоа почина веројатно или дедо ми. И еден ден ме прати баба ми да земам ракија, тоа сум го кажувал, и влегов во еден двор во Киселавода, тие продаваа ракија, и видов еден ковчег, рано се бале 7-8, празен ковчег и умрен човек. И тогаш размислував зошто луѓето умираат, тоа е битен момент. И луѓето сакаат на земјата да останат млади, да го сопрат. Имам еден вујко во Австралија кој е член исто на една христијанска заедница, која така има некои телесни учења, но не е доедено како што треба. Тој бара копче како да најде свич, вели, за да се продолжи животот. Видете, токму тоа ви го нуди Исус Христос, живот вечен. Токму тоа треба да го правите, да се откажете од себе си, од вашата грешна природа, и тој ви дарува живот вечен. Токму тоа што вие сакате на земјата, но треба да влезете горе во духовниот свет. И тој живот е во неговиот син, во Исус. Треба да го примиш Исус во срцето. Токму тоа ти го дава Исус, но ти не го прифаќаш, ти сакаш по твое. И потоа, како Јона, ќе вртиш кругови, ќе те лапне китот, ќе те фрлат во бродот, ќе ти се исуши сенката. И еден ден сепак ќе дојдеш, после извесен период, после 40 години, после 80, после 10.000 години. Кога ќе треба да отплаќаш во материјалниот свет, во смртниот свет, каде се прочистуваш од нељубовта во твоето срце. Значи, зашто сум овде на земјата? И јас кога им речам, Христов војник не старее, јас немам чувство воопшто. Знаете, на 33 години сум застанат како Исус. И знам дека Христов слуга му велат, утре ќе те земе, се поздравува и си заминува. Но тоа се некои работи кои не ги разбираат луѓето. Второ писмо на апостол Јован, авторство и поздрави. Ќе исчитаме еден текст и потоа ќе прочитаме оваа поука што е слезена, која имавме вчера, завчера на средбата со сотрудниците.
Видете како слегуваат тие текстови. Зошто слегуваат и како слегуваат, не знам. Тој им кажав многу, јас не знам, некогаш постапувам на одреден начин, но кога ќе му дозволиш ветрот дува каде што сака, така и човекот воден од дух. Ветрот го води, духот. Авторство и поздрави од старешината Јован до почитуваната Господја и до нејзините деца, зборува за црковна заедница. Имам искрена љубов спрема вас, каква што имаат и сите други што ја знаат Божјата вистина. Да ја знаеш Божјата вистина. Животот е во Исус Христос. Можеш да му предадеш се, да се откажеш од себе си, да раскрстиш со злото. Да се открстиш од злото, да го оставиш на раскрсницата. И да се крстиш во духот, да го отвориш твоето срце, да му го предадеш на Исус. Клучевите да му ги предадеш од твоето срце. И да го објавиш Царството Божје во тебе. Тогаш ќе биде во тебе ако Исус живее во тебе. Оние што ја знаат Божјата вистина, дека Бог ни дарува живот вечен. Токму тоа ви го дарува, а вие не го сакате, вие сакате самите. Самите немате. И тој живот е во неговиот син, во Исус. Пазите, царството, силата, славата, волјата се на Таткото Небесен. Кога ќе го научиш тоа и го прифатиш, почнуваш да растеш во духот. Онаа вистина што живее во нас и што ќе биде со нас за секогаш. Амин. Тоа е Исус од дух и Отецот. Кога тие ќе живеат, ти ќе бидеш друг човек. Ти ќе бидеш Исусов човек. Нема да постапуваш од свое име, по своја волја, по своји желби. Ќе се откажеш од сопственото име. Но не како Македонија што ја тераат заради сатански организации. Да се откаже, некој ќе земе пари и мисли ќе побегне. Па ќе отплаќаат твоите деца по тоа. И ти ќе отплаќаш во духовниот свет, додека не се прочисти со зловата и што си ја направил, од нелюбовта која си ја посел. Бог Татко имаме, и неговиот син, тој пребива во дух во него, така треба и во мене. Исус Христос, нека ни бидат благо наклонети, нека ни бидат милостиви и нека ни дадат мир, за да останеме на страната на вистината, тоа е страната на Исус, и да живееме љубов. Да живееме во љубов, да ја живееме љубовта. Страната на Исус треба да останеш. Било што да се случува, држи се за Исус. Не се пуштај. Имај верба во него. Пазете, поттикна меѓусебна љубов. Многу се израдував кога дознав дека некои од вашите деца се на вистинскиот пат и се придржуваат до заповедта што ни беше дадена од небесниот Татко. Да се љубиме еден со друг. А ние немаме доволно љубов, затоа е потребен Исус да пребива во твоето срце. Сега, драга Господјо, драга цркво, драга заедницо, драги сотрудници, не ви пишувам некоја нова заповед. Туку ве молам. Пазете, семокниот Бог пишува преку Јован, да се придржувате кон заповедта што ја имаме уште од почетокот. Да покажуваме љубов еден спрема друг, да покажуваме, да дејствуваме, да дишиме, да чувствуваме, да живееме. Не е тоа теорија, а љубовта се докажува преку придржување до Божјите заповеди. Придржување, љуби го својот ближен како себе си. Се разбира, кога не слуша, потоа ќе видиме што се случува, не му дозволуваш да те оттргне и да те донесе во зло. Заповедта да покажуваме љубов еден спрема друг ја слушнавме уште од самиот почеток и до неа треба да се придржуваме, да се љубиме. Тоа е заповед. Ние сме во војна, тоа треба да се изврши. Ако не се изврши, си живееш телесен, одиш во смрт, телото се посадува во земја, се сее. Душата оди на суд и одговараш за својот степен на нељубов. И одиш таму некаде, низ огнено езеро поминуваш, златото се прочистува низ оган. Предупредување за појава на измамници. Многу измамници се појавија на овој свет. Зборува за христијани.
не признаваат дека Исус Христос дојде на овој свет во човечко тело. Како треба да признаваш ти, во умот или во срцето? Ако Исус дошол во овој свет во тело и ти треба во тело да дојде во тебе, во твоето тело, духот, и ти да станеш духовен. Секој што зборува така, не признава дека Исус Христос дојде во овој свет во човечко тело. Секој што зборува така е измамник и антихрист. Чувајте се за да не го загубите она за што се трудевме. Пазете, а ти имаш веќе во срцето некаков дух кој полека расте и се расплантува. Држи се за тој дух, расплантувај го, барај помош. Исусе, како да постапам? Кога не знаеш нешто, не ти изгледа, чекај, Исусе. Исусе е звонце на аларм. Покажи ми. Борете се да добиете целосната награда. Секој што отстапува, пази, отстапуваш и не се држи до Христовото учење, нема заедништво со Бог, но има многу учители. Секој зборува вака, така. Гледав сега еден пријател и муслиман, едниот оча збори вака, другиот така. И они не се согласуваат за некои основни работи. Они си го читаат телесно, но правите луѓе ги гледаш, ти се тогаш близко до христијанството. Заповедите се исти, недостасува уште таа нитка Исус да им даде сила да исчекорат. Но тој гледа во нивното срце. Секој што отстапува и не се држи до Христовото учење. Што значи да се држиш? Па да постапуваш како Исус. Во состојбите што ти се случуваат, тебе ще се држиш да го учиш на памет. Во умот само. Оној што се држи до Христовото учење, се држиш, го живееш, има заедништво со небесниот татко и со Синот Христос. Заедништво, важен момент. Ако некој дојде кај вас и не го носи Христовото учење, како ќе познаете вие? Па видете, имаш степен на дух. Заедницата има некој старешина сигурно. Ако е тој во дух, тој ќе ви каже. Нему ќе му се каже и на други ќе им се каже потоа, по извесен период. Некому касни веќе тоа кажувањето. Ако некој дојде кај вас и не го носи Христовото учење, немојте да го примате. Немојте да го примате во вашите домови. Немојте дури ни добре дојде да му посакате. Оној што ќе му посака добре дојде станува соучесник. Оној што ќе му посака добре дојде станува соучесник во неговите зли дела. Дојде еден човек преку океанот со една жена. И таа неутврдена, и тој пробавме ваму таму, и се одеднаш дојде и сака да зборува. Кога влезе во заедницата, каснеше, почна да се тресе. Јас не знам дали сите го гледаат тоа. Или само јас. Не бевме многу луѓе. Бевме кај една наша сотрудничка дома. И тие почна да го благословуваат, и тој се опушти, и после зема збор, почна на јазици, и јас на крај му реков, беге од нас сата, и така заврши. Значи, сакам да ви кажам, немојте дури ни добре дојде. Кога му кажа добре дојде, го се подспреми, се под. Инаку се тресеше. Заклучок, зашто духот е слезен. Кога ќе дојде духот на овој свет, мојот дух, духот Исусов го изгонува. Имам уште многу, нашиот дух, Исусовиот дух, да ви кажам, но не сакам тоа да го сторам вака, со перо и мастило. Ово го збори се мокниот Бог. Туку се надевам дека ќе дојдам кај вас, во твоето срце, и се што имам да ви кажам, ќе ви кажам лице в лице, срце со срце. Тоа мораш да го направиш, таа интимност и заедништво. Верувам дека тоа ќе биде обострано задоволство. Ве поздравуваат децата на вашата сестра, заедницата одбрана од Бог. Избран и одбран, послушен на Бог. Он знае што има во твоето срце. Значи, тој ти дава живот вечен, а ти овде на земјата се обидуваш со хирурги да иде живот вечен, да си го продолжиш животот. Сатанските сили прават и обреди со крв, пијат крв од деца. Знаете? О, неразбрани галатјани, о, неразбрани. Трето писмо на апостол Јован, авторство и поздрави. Од старешината Јован до мојот драг пријател, било кој, Гај, Петре, Марко, Дарко, Ѓорги, кого искрено го сакам, не лицемерно братолюбие, драги пријателе,
Ти посакувам се добро да ти оди. Исус да ви намножи се, да бидеш телесно здрав, духовно јак, како што си духовно јак. Многу се израдував кога некои од христијаните дојдоа кај мене и ми потврдија дека ти си на страната на вистината и чекориш по вистинскиот пат, на страната на вистината. Исус е вистината. Значи си на страната на Исус, чекориш по вистинскиот пат. Исус е патот, чекориш по Исус. Исус те води, Духот те води. Тоа се гледа веднаш, промената се гледа кај тебе, ќе ја видат најблиските првин. За мене нема поголема радост од тоа да слушнам дека моите чеда, духовни чеда, чекорат по Исус, по вистинскиот пат. За заемно помагање меѓу христијаните. Значи, 3 Јованово. Драги пријателе, добро правиш што се грижиш и за други христијани, особено за дојдените од други места. Тие пред сите нас во црквата раскажаа за твојата љубов. Добро ќе сториш ако ги испратиш на начин како што прилега пред Бог Исус Отецот, бидејќи тие патуваат заради Исусовото име. Патуваат луѓе по патот заради Исусовото име. Со Евангелието на мирот. И не примаат никаква помош од оние што не се христијани. Не примаат никаква помош од оние што не се христијани, ако не даваш. Заради тоа треба да покажеме гостопримство на таквите луѓе, та и ние да земеме учество во ширењето на вистината. И сега исто интересна состојба, осуда на Диотреф. Јас им напишав едно кратко писмо на луѓето во црквата. Може да е видение, може да е материјално писмо, може да биде свесност во некое срце, но Диотреф кој сака да биде водач меѓу нив, тој сака да биде, а ние имаме поставен старешина од Исус. Тој веќе бил. Не признава нас. Исус ги поставува луѓето. И се сега ме праша, некој од една сестра што бевме заедно порано на терапија, ме озборувала, јас сум сакал да бидам пастор. Видете, јас ништо не сакам, само Исуса го сакам и Царството Божјо. Но црквата мора да има старешина, ајде да речеме. Едни поставува за пастори, апостоли, пастори, учители, пророци, проповедници и така натаму. Учители. Пазете, тој поставува. Ви одите во цркви поставени од луѓе, финансирани од страна. Кој ве поставува вас? Но Диотреф, кој сака да биде водач меѓу нив, не признава нас, затоа ако дојдам, ќе го прекорам. Затоа што го прави, напаѓајќи не злобно и неправедно. Апостол Павле вели во духот да дојдам со сила или со сладок збор. Дали да дојдам со стап, со сила? Да искористам силата што ја имам. И тоа не му е доволно, па не само што самиот не ги прифаќа христијаните што доаѓаат во посета. По една друга седница им рекол тој претходниот таму кај што му помагав, но не слушаше. Само кај тихо немој додиш во таа црква. Црквата не е моја, на Исус Христос е. Ти дури не ја познаваш ни црквата, чија е ни адресата. Како што ти мислиш дека црквата е твоја, јас еднаш му веле, песните што ги пееш не се твои. Тие се на Исус Христос. Тој не го разбираше тоа. Пазите. И остана да си пее песмички. И да трупа, собира богатство на овој свет. Не собирајте богатство на земјата. Па може да се провери тоа. Кога ќе дојде од платата, ќе го видиме сите ние тоа. Туку оние што би сакале да ги прифатат, ги спречува и ги исклучува од црквата. И ние имаме често, некој не слуша, прави соблазна, дали да го исклучиш, дали не. Соблазна прави, не слуша, не ќе да се промени. Ние чекаме водство од тројца сведоци во Исус, да исклучиш некого, а црквата не е твоја. Црквата е на Исус Христос. Не само што не ги прифаќа христијаните што доаѓаат во посета, туку и оние што би сакале да ги прифатат, ги спречува и ги исклучува од црквата. А и ние сме борбена единица со трудници. Ние не сме земна црква. Не сме зависни од земни закони. Не се регистрираме на земјата. Горе треба да се регистрираш кај Исус. Драги пријателе, немој да земаш пример од оние што прават зло.
Да правиш зло значи да не правиш добро. Земи ги за пример оние што прават добро. Оној што прави добро е Божиот чедо, а оној што прави зло покажува дека не го познава Бога. Не си го познал Исус. Штом не си го познал, ти немаш дух, имаш крив дух. Имаш крив дух. За Димитри сите зборуваат добро, признание, тоа се потврдува со вистинската порака што тој ја проповеда. Па тоа се познава. Сега некоја жена од Словенија, од Хрватска, на YouTube ми бара текст од песната Татко мој која слезе. Така по едно вдахновение. Кога преслушав една проповед на Лоренс Новосел, Татко мој. Те слезе песна, Татко мој небесен. Кај нас има 1500, кај Лоренс имаше преку 2000 прегледи. Ја не можам да ја најдам неговата. Ја најдав една српска верзија. Ја ставила некоја жена има околу 500-700 прегледи. И сега ми вели, ве молам, порака, текстот од ова Божија песна слезена од небесата. Ве молам, викам на македонски или бар? Да. Презимето е како да е од Хрватска или Словенија. Католичко. И ја пратив песната. Видете како действува духот. По тоа ги препознавате. И сега, некој се јавува од Германија, некој се јавува од таму, од Канада, некој се јавува од Австралија на радио, ме пушта. Одиме на Space радио, одиме на ТВ Сонце да го поживее газдата, Господ, зашто отвара големи работи. Покрај тоа што дозволува во целиот притисок по Божијата воја македонски да оди на телевизијата, дозволува и ова христијанство, изворно Исусово да оди. Тоа се потврдува со вистинската порака што тој ја проповеда и Господ праќа луѓе и ние имаме добро мислење за него, а ти знаеш дека сме искрени. Доаѓаат луѓе, го слушаат тоа, се јавуваат. Во Сонце бараат телефон, ме бараат, се молиме, постојано има. Тие што не остануваат, тоа е веќе избор нивни. Ние сме тука како една подстаница, како караула меѓу земјата и небесата. Мала борбена единица. Не заборавајте дека дните на страдание ќе се скратат заради избраните. Избраните се тие што се молат, што не се откажуваат. Не се посебен народ кој знае што. Сотрудници се кои работат за Царството Божие, чии имиња се запишани во книгата на животот на небесата. Сакам уште многу нешто да ти кажам. Но не сакам вака со перо и мастило. Ова е порака од Семокниот Бог. Се надевам дека наскоро ќе те видам и лице в лице, срце со срце ќе си поразговараме. Тоа е духот на таткото што ти зборува. Може да ти зборува и тебе. Само треба да ги направиш тие чекори, потребен ти е учител да те донесе до него. Божиот мир нека биде со тебе и со вас. Те поздравуваат пријателите. Поздрави ги ти оние што ни се пријатели. Пријател Божи е оној што му поверува Аврам на Бога. И одиме со поуката не за сатаната и смртта. Да за Исус. Во моето семејство, дом, работа, татковина. Да за Исус. Во мојот живот. Во зборовите има живот и смрт. Што ќе избереш, тоа ти се дава. Кога луѓето би го знаеле овој принцип, јас работам, предавам сценски говор на факултетот, зборат разни текстови, потоа тоа се материализира бидејќи актерот, добриот актер не прави разлика меѓу себе и улогата. Тоа што го зборуваш и мислиш, тоа ти се дава. И тоа го добиваш. Понекогаш не за сатаната и смртта, значи да оставиш некого. Нешто. Некаков празен обред, постапка, да не се соединуваш со блудница, да те врзе и обесчести во духот. Кнезот на овој свет. На овој паднат свет. Блудница е човек, роднина, заедница, семејство, организација, држава, идеологија, празна вера. Земна, телесна, религијска организација, без дух, без Исус и без љубов. Па го враќаме на 3 Јовано 1.11. Оној што прави зло, покажува дека не го познава Бога, не се плаши од Бог.
зборува за Бог, навредува, се заканува. Зборуваме сега за една села таму што е етничка заедница, не плаќа струја. И сега јас пишувам еден коментар и се нафрлија како сколовранци. Зошто ти имаш против вамута? Викам, законот да важи сега. Ама ти вака, така. Гледате дека тие... Ако непријателот надојде како река, ти ќе го нека се, тоа се попримитивни состави. За грабеж и за плячка. Дали го познаваш Исус и Таткото Небесен? Тоа е битен момент. Кој прави зло, покажува дека не го познава Бога. Ти самиот што не се плашиш, човек. Не плаќаш, не икеш. Царевото на царот, Божиото на Бога. Данок треба да се плаќа, вода, струја, не плаќаш, ми зборуваш мене за правда. Освен тоа што произведува дрога, оружје и целиот криминал потекнува од тоа село. Близко до Скопје, таму кај што почна војната. Па кога ги потисна македонската милиција, дојде вашиот стратешки партнер, сатаната, со поднебесните сили да ги спасува. Да правиш зло е кога не правиш добро. Кога не љубиш, не простуваш, осудуваш, си тераш по свое. Не по неговата волја, по својата волја, не си му рекол не е на сатаната во тебе. И ти речеш, јас сум праведен, да, праведен си. Еве го светот пропаѓа. Така си без Исус и без дух, мртов си. Мртов си без дух. А сакаш да живееш вечно. Само со Исус се живее вечно. Немој да земаш во заедништво пример од оние што прават зло. Ама како овој има пари, како овој успеа, како он добива награди, како тој и како ти не. Па не земај пример. На Господ му се гади од вредностите на светот. Имаме таков стих. Земи го за пример оние што прават добро. Оној што прави добро му служи на Исус е Божиот чедо, Син Божји. 3 Јованово 1:11. Да љубиш со Исус во заедништво и да те води духот на вистината е да правиш добро. Духот помошник, духот утешител, он ги врши тогаш делата. Со него љубиш во заедништво и правите добро, во еден дух со него. Христијанство е водство. Исус беше воден, послушен до смрт на крст. Тие патуваат заради Исусовото име, заради неговото име патуваш. Си луѓе по патот, по духовно движење, од телесниот во духовниот човек. 3 Јованово 1:7. Патуваш со Евангелието, служиш, љубиш, сведочиш по тесната патека на животот, од телесниот тихо во духовен. И работиш за Царството Божјо. Христо војник не старее. Не за сатаната, значи да оставиш нешто што те врзува и влече, осквернува и од светот. Да оставиш било што, некој драг човек, може би спомен, постапка, состојба, начин на однесување, врзаност. Ако некој од вас дојде кај вас и не го носи Христовото учење, немојте да го примате во вашите домови. 2 Јован 1:10. Значи, дојде една сестра, донесе еден човек. Симптоматично што ние немаме никакво заедништво, тоа сега кај нас доаѓа. И тој сега да ни преповеда. Тој он зема збор без да му дадеш. Почнува да пее таму. Одна гледаш дека е духот на овој свет. Тоа подразбира да не го примаш во себе си, да го оставиш, да речеш не за сатаната и смртта, и да за Исус во мене, околу мене, пред мене, во срцето, во мојот живот. Немојте дури ни добре дојде да му посакате. 2 Јован 1:10. Кога знаеш дека тој не ќе да се промени, не му викаш добре дојде. Го љубиш, но мораш да се оддалечиш. Добре дојде да влезе во тебе, да те оскверни, да те допре, да бидеш во било какво заедништво со тебе. Ете, влез, например, во зграда. Влезот нема струја, нема врата, скршен на вториот прат, нема лифт, кровот протекува. Струја нема, човече, вратата отворена, кој сака влегува. Се формира конечно, после тој беше 10 години. Заедница, тој не ќе да потпише, пазете сега, ќе ви кажам пример. И одеднаш пак ги убеди станарите,
не може да се формира утпорен одбор, па и ме туркаат јас со нив сега да бидам. Јас не ќам да бидам со човек што измамник и лажга. Не ќам воопшто да се дружам. Ако сакате влезо така да биде, нека биде. После тоа истиот доаѓа и ми вели, се закануваше дека ќе убие мојата сопруга, пијан. Пазете, и ја што имам со него да правам? Не ќам да имам ништо со него. А тој другиот исто не прифаќа. Тој немал доверба, не? Во него имаш доверба. Не ќе да даде отчет кај се парите. Значи, немојте дури ни добре дојде да му посакате. Јас воопшто не ќам да се дружам со луѓе. Те работам на факултет кај што суетите се на високо ниво, телесни луѓе кои ќе изгинат полека, еден по еден. Имаат материализација во телата. Ќе им речеш да се молиш, вие молете се. Ние да се молиме. Исусе, те сакам. По известно време на милост, ако не се покае тој, не се промени, те турка кон злото, му велиш Исус да те укори, така му реков, Исус да те укори. И се оддалечуваш, одделуваш од него. Не се соединуваш, не работам со него. Оној што ќе му посака добре дојде, станува соучесник во неговите зли дела, те завлечка. Лаже, измамува, прави. 2 Јован 1.11. Соучесник на сатаната и смртта или сотрудник Исусов во љубов. Тоа може да биде дел од семејство, познаник, некој кој ти искорнува од Исусовото лозие, сосед, роднина, колега на работа, сосед, ти нуди грев и смрт. Да бидеш соучесник во гревот. Еве го тој стих, световните луѓе се под власта на ѓаволот. 1 Јован 5.19, нема му слугуваат, негови деца се, нема средини, ако ти изгледа дека он прави, он си има своји ситни страсти, го водат. Луѓе кои се подбиваат на Исус, на вистината, се вардат, се водат по своите грешни страсти. 2 Петар 3.3. Имам близок роднина, ми се подсмева, пие апчиња за смирување, ослепува. Оглувува, има проблеми на срцебиење, и јас му велам не пијам апчиња, он пак хули. И сега што? Како Стојан Герасимов, македонец од Благоевград, кој беше пастор, може би е во пензија сега во Баптистичка црква. Ја барал правдата во светот, имам едно сведоштво кај нашиот сад Стојан Ѓоргиев, од македонец до Исуса Христа. На една игранка бугарите утепале 2 момчиња само што пееле кога бил млад. Македонски песни ги стрелале тука. И денеска не се покаја, ни велат нема македонци. И тој ја барал правдата по затвори бил, на крајот доаѓа до Исус. И тој вели, не се молам за некој да се исцели, него велам, удри го Господи уште повеќе. Ви од црквата му рекле, ама што ти е тебе, ти нормален ли си? Па видите, некогаш треба да те удри за да се покаеш, имаш шанса да дојдеш до Исус, инаку пропадна. Се водат и живеат во грев, се подбиваат на Исус. Пие апчиња за смирување, оглувува, има некои други проблеми, притисок. Јас му велам, јас сум здрав, мојот доктор Исус Христос. И не ќе да прифати. Не ќе да прифати. Не за сатаната, гревот и смртта. Во мене оставјам се што не го љуби Исус. Не дозволувам да ме откалеми од лозата и да ме однесе во смртта. Да, за Исус во мене. Бегај од мене, сатано, во името Исусово. Значи, денеска 8 септември државен празник, на шега викам, ме почитува државата, направила државен празник на мојот роден ден. Јас сум роден горе на небесата, јас сум од озгора, не сум од овој свет. Го барам Царството Божие и се ми се придодава. Ги љубам сите, им простувам на сите, но ја дозволувам да ме откалемат, велам не за сатаната и смртта, да за Исус. Во мојот живот, во мојот имот, во нашите заедници, во македонскава земја. Бегај од нас, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. За секогаш Исус, само тој е вечен. Се друго е минливо и е подложно на промени и е подложно на спасение. Амин до Божиот Царство Небесно. Амин. Исусе, еј, Исусе и само Исусе. Амин.
sila da stanat sinovi Božji su naslednici. Pesen je paklo što godi tvoj životom, balkumina ona ojava. Ja sam dobri od kazni i ljubav mozite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj migodavačno nekako sveto, da ne se plaši srce to